нашата Јана Јосифовска од пред Матица Ексклузив. Добро вечер, колеги. Така Чумовски, како што спомена и ти, се наоѓаме во Матица Ексклузив. Поводот веќе го кажа. Објавена книгата на актуелниот словенечки амбасадор Јазбец во земјава на 3 јазици моментално: македонски, албански и руски. Секако на почетокот воведен збор имаше писателот Раде Силјана, потоа професор доктор Чепишевска го промовираше изданието, секако зборуваше и се обрати и актуелниот словенечки амбасадор. Тука може да се каже дека имаше различни гости, секако полна беше Матица вечерва, можеше да се забележи високиот дипломатски кор, рускиот амбасадор, секако и гости од естрадата, како пеачката Виолета Томовска, меѓутоа и Драган Мијалковски исто така. Забележана беше и градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Дополнително на што можам да додадам, која е симбиозата, односно мотивот, како што и амбасадорот Јазбец истакна запишувањето на оваа книга. Тоа што Крпан, еден легендарен лик во словенечката литература и историја, беше споменат во контекст нешто налик, близок до нашиот крали Марко, како силен јунак. Но она што го предизвикало, како што рече Јазбец, биле неговите дипломатски вештини уште пред 19 векови, покажани низ целата таа легендарна приказна во неговите односи со кралот, односно царот на Хапсбуршката монархија, и како всушност ликот, односно херојот словенечки Крпан наоѓал на некои гениални начини во однос на дипломатијата за да излезе накрај, како што рече Јазбец, со кралската монархија. Тоа е накратко што можам да го соопштам. Така, повели Чумовски. Инаку, приказната за Мартин Крпан е дел од новелата на познатиот словенечки писател Левстик кон крајот на 19. век. Но имам за тебе прашање. Дали нашиот пријател на Македонија, словенечкиот амбасадор, прифати за миг да разговараме на оваа линковска врска, малку да продолжиме додека не ги замените микрофоните? Може ли? Така е, Чумовски, тоа следно сакав да го најавам. За многу кратко ќе го имате во живо, директно линковско вклучување, и ќе имате можност за разговор со актуелниот словенечки амбасадор, кој многу подетално ќе ве информира во врска со неговата книга и промоцијата. Благодарам, тоа беше нашата Јана Јосифовска на разговорот со словенечкиот амбасадор Милан Јазбец, кој ќе биде исто така дел од отвореното студио во текот на наредната недела.